Продолжуваме во студиото, се разбира на истата тема. Ако атлетиката е кралицата на спортовите, тогаш кошарката е принцезата на игрите и секогаш тука е најактуелна. Се надевам дека е така и кај другата страна дел од овој разговор. Горан Крстевски, кошаркарски тренер, професор. Добро утро и добре дојдовте во студиото. Добро утро. Не е прв пат, како кажавме, по јубилеен 150 пат. 150 пат. Заедно, да. Кошарката е во вашите вени. Селектор сега на девојчињата до 14 години, нашите надежи кошаркарски, еден од најуспешните тренери во младинските категории, создавач на многу квалитетни наши кошаркари во машка конкуренција, сега да се надеваме дека ќе биде така и во женска. Има ли плодно поле за работа кај дамите? Па има, јас сум, да речем, по тазе тренер во женските води, ова ми е веќе втора сезона, претходните 30 ги потроши во машката кошарка. Квалитет има, плодно поле има. Пред недела дена сум назначен за селектор на девојчињата родени 2009 и помлади. И во овие изминати 7 дена имав прилика да низ неколку тренинга и надпревари да видам дека имаме некој квалитет со кој ќе може во следниот период да изработиме нешто на повисоко ниво. Да, селекторскиот повик е повремен, периодичен, работите во кошаркарскиот клуб Бадел, во младинските категории, практично ова е таа генерација. Не, во Бадел сум со младинците, но и со првиот тим. Да, во првиот тим, но и координатор за младинските школи, одговорен за подмладокот, да. И со оглед на тоа дека ова е генерација која што би требало да, ако не ја познавате детално, во наредниот период да ја запознаете. Имавте надпревари сега, изминатиот викенд, имавте турнир, па како во реално светло ги видовте овие девојчиња? Тоа е турнир кој, можеби веќе 10 години се организира помеѓу федерациите на Турција, Бугарија, Романија, Косово и Македонија. Значи, релативно високо развиени кошаркарски земји. Во женска и во машка конкуренција, дечиња од 12 до 16 години, мислам дека така и се вика проектот, растеме заедно од 12 до 16 години. Морам да кажам дека во минатиот период овој проект даде многу добар плод. Нашата генерација машка пред неколку години, 2002 родени и помлади, преку овој проект развиваше на убава генерација и влегува од Б дивизија во А дивизија. Сега јас оваа репрезентација што ја предводам на овој турнир во изминатава недела бевме драстично ослабени. Цела една петорка од нашиот клуб Бадел беше на еден убав турнир во Нинберг, Германија, однапред веќе закажан, па имав прилика да работам со другиот дел од репрезентативките и со некои девојчиња кои беа порано на поширок список во таа база на деца родени 2009-2010. Па некои што до сега можеби не добивале шансе, им дадов шанса за да видам со каков квалитет располагам. Рековте дека емотивно се испразнивте од овој интензитет на надпревари, меѓутоа и дека душата ви се наполни со оглед на тоа што во енергијата ви вратија девојчињата за она што беше вложено во нив. Да, 5 дена, 4 надпревари. Така е на секое надпреварување каде што е турнирска организација. Морам да кажам дека ние се надеваме дека ќе учествуваме на следното европско првенство до 16 години, иако ќе бидеме помлади. Таму не чекаат можеби 9 надпревари во 11 дена и мора да се подготвуваме на овој начин со висок интензитет на надпревари во многу малку денови, со многу малку одмор. Морам да кажам дека сум презадоволен, бидејќи онака бев пречекан од луѓето кои познаваат кошарката во Македонија дека ќе бидеме топовска храна, дека ќе губиме по 50 разлика, меѓутоа покрај победата против Косово, кој се драстично послаби од сите, меѓутоа сепак треба таа утакмица, тој надпрев да се истрча, да се добие. Девојчињата истрчаа добро, меѓутоа она што мене ми е наполни душата е се надпреварите со до сега етаблирано појаки бугарската репрезентација и турската репрезентација, поготово против бугарската репрезентација уште во 7 минута ни се повреди најдобриот играч на овој турнир Колева, така да со еден многу ослабен ростер игравме
се држевме до крај на надпреварот со турчинките кои претходно сме губеле по 30 на разлика, игравме на крај на посет и изгубивме само 5 разлика. Пардон. И мислам дека со тие надпревари девојчињата докажаа дека иако без оние 5 баделки кои беа во Германија, дека и овие другите 10 на 15 девојки кои беа повикани има квалитет во нив и во следните 5-6 месеци тамо негде до летото кога ќе се надевам ќе одиме на европско првенство, ќе го подигнеме нивото на работа, нивниот квалитет и на индивидуален и на тимски план и да се покажеме на тоа европско првенство во едно право светло. Ете, мотивите кураж за девојчињата, ќе им дадеме шанса и ние да ги покажеме кои се, да видиме како се развива, да го следиме нивниот развој. Сепак најактуелна, односно поактуелна е машката кошарка, особено кошарката континентално, па и на светско ниво. Ќе зборуваме за Евролигата и за NBA лигата. Ќе почнеме со првата љубов на секој кошаркар, или европската кошарка, се на оние што се од тука, се потекнува од стариот континент за нас. Евролигата, која на врвот ги има и оваа сезона вечните ривали од Шпанија, Реал Мадрид и Барселона, со што се покажува дека АЦБ лигата повторно доминира. Некаде на дното е тимот на Милано, кој што треба да е перјаница на италијанската кошарка, меѓутоа радува шампионот, меѓутоа радува дека Виртус е при врвот. Тука се турскиот Фенербахче, Валенсија изненадува, Монако на првите 6 позиции, понатаму Макаби, Олимпијакос, Желгирис и Панатинаикос. Тука некаде се и ривалите, Црвена звезда и Партизан. Ќе одиме со ред. Шпанските екипи повторно покажуваат кој што во европската кошарка. Шпанската лига дава неверојатен резултат од година во година. Најинтересна лига, најквалитетна лига, тренери кои работат на перфектно високо ниво и сето тоа е резултати во Евролигата. Табелата после 5-6 кола можеби не е реален квалитет, меѓутоа кој ја следи и шпанската кошарка и Евролигата. Сепак одразна сериозноста на... Апсолутно. Никогаш не се дозволиле да бидат долу. Во моментот можеби само Басконија малце поназад, меѓутоа е на Валенсија во врвот заедно со Барселона и Реал и шпанците доминираат како и секоја година. Ќе изненади да не се во врвот. Така да кажам дека Евролигата веќе неколку години, од година во година е се појака и дека посебно кај нас тренерите, а и кај гледачите, веќе поинтересна се гледање од NBA лигата. Порано, јас се сеќавам на 90-тите години, кога не се знаеше дали е сабота или е среда, се гледаше цела ноќ NBA и тогаш имаше нели европски купови, меѓутоа NBA... А се чекаше завршницата на европскиот куп, Final Four-от. Да, меѓутоа сега е драстично променета таа слика и едва се чека четврток и петок Евролига или дупло коло вторник и среда, четврток и петок и да се следат тие надпревари, каде што она што е најдобро, она што е најинтересно, веќе нема слаб и јак тим, нема домаќин и гостин. Секој секого може да победи на било кој терен и во тоа е таа драж да се гледаат надпреварите од Евролига. Да, и лигашкиот систем, нели, во минатото беше со групи, меѓутоа сега лигашкиот систем, раунд робин системот, секој со секого дома гости. Мислам, да, вкупно се 18 екипи, значи минус 2, тоа се 34 надпревари во текот на една сезона. Без плейофот, без доигрувањето, така, без плей-ин турнирот сега по ново и така натаму и така натаму. Ја споменавме таа керамиката, му имаше промена на тренер, Душко Ивановиќ се врати дома практично во тимот, во клубот во кој што ги имаше најголемите успеси во кариерата, 3 титули во Шпанија. Дали тоа може би е еден позитивен момент за Басконија? Па може да биде позитивен и за Црвена звезда и за Басконија, секогаш промената на тренер е некоја шок терапија која најчесто знае да биде во позитивна насока. Душко Ивановиќ во 4 наврати беше во тренер во Басконија, 4 наврати, меѓутоа тоа се 12 години, не смее да се потцени, тоа е сериозен временски период. Знае каде доаѓа, знае со каков буџет располага, таму го обожаваат и мислам дека ќе има отворен буџет да го промени ростерот и да оди нагоре на табелата. Во надпреварот со Партизан докаже дека е тренер кој знае да добие надпревар во последните секунди кога се работи на еден посет, на еден напад, иако беше критикуван дека не знае да го приведе мечот кон завршница во Белград, кон крај. Го имаше тој проблем во Црвена звезда, иако статистички
имаше и во Црвена звезда од 20 надпревари 11 ги добил во последните секунди, 9 ги изгубил, меѓутоа навечите на Црвена звезда не беа задоволни со тоа и затоа и после толку критики настана таа промена. Дојде Сферополус, еден одличен тренер. Многу мирен, многу стабилен, суптилен стратег. Сосема спротивна слика од тренер. Од генералот. Да, од генералот, од Ивановиќ, кој е, ајде да кажам, премногу строг. И критикуван кај играчите дека има најинтензивни тренинзи од сите тренери. Точно, најинтензивни, дури као имаше и некоја жалба од играчите, од некои играчи анонимна до организацијата Евролига, дека дали може нешто да се направи во тој контекст да се смали таа сатница на тренинзи, на измачување. Меѓутоа, може би беше само муабет, меѓутоа сепак тоа тлееше околу Ивановиќ и ќе тлее додека е тренер. Таков е и секоја чест мислам за него, апсолутно мислам. Јас секогаш кажувам, играчите доаѓаат, имаат побарување од 2-3 милиони евра и кога ќе дојдат, сега Ивановиќ е тренер, не сакам да трчам, не сакам, едноставно не може. Многу пари, многу работа, многу тренинг, многу пот. Без трчање нема кошарка. Без трчање нема кошарка. Неколку пати ги споменавме двата регионални клуба, тоа се Партизан, ќе кажеме, ќе го споменеме прв, бидејќи е поранешен европски шампион, и Црвена звезда која што доминираше последнава деценија, многу инвестира во кошарката, доминираше и во поранешната југословенска кошарка. За оние што не знаат, беше првиот и 10-кратен шампион и рекордер според бројот на титули едно по друго во старата квалитетна југословенска кошаркарска школа. Актуелни се и за нас, многу симпатизери имаат и кај нас овие два клуба. Белград претендира да стане еден од европските центри на кошарката. Ќе успее ли? Ако веќе и не. Ја мислам дека веќе успел, затоа што се бара билет повеќе за секој меч. Пред една деценија, две, кога беше Болоња, кошаркарскиот град со два Виртус и со Фортитуда. Така, Фортитуда и Виртус. Беше градот на кошарката во Европа. Белград во последниве години докажува дека и двата е новиот баскет сити. Дека и двата клуба немаат проблем да наполнат сала од 22.000 без проблем. На најслабите надпревери имаат по 15.000 гледачи. 16.500 кога ќе споредиме дека на нашето дерби од двата најдобри македонски клуба доаѓаат по 50 навивачи, тоа е енормна бројка, по 20.000 да има на секој надпревар. Паралелно мора да спомнеме дека истите тие навивачи одат и на фудбалските надпревари. И сега замислете каква е таа инвестиција и љубов кон клубот, толку многу навивачи да трошат на надпревари, а и да патуваат со нив. Гледате, кога оди Партизан, Звезда во Берлин, во Минхен, во Мадрид, имаат по 2-3 навивачи. Тоа е една страшна фама околу клубовите кои го прават Белград стварно центар на европската кошарка. Има многу теми, ќе ги оставиме неколку да останат отворени, ќе споменем уште за италијанските клубови, носталгичарите, како што сум јас се сметам за еден од кошаркарските носталгичари, ги радува тоа што Виртус се враќа при врвот, меѓутоа чудно е зошто Олимпија Милано е толку долу на последното место по првите 6 кола. Што се случува со италијанската кошарка? Своевремено беше водечка лига, пред 10 на 15 години беше водечка и во фудбалот и во кошарката, меѓутоа го губи некако чекора. Никако италијанската лига да го врати, тој се и во фудбалот и во кошарката, посебно во кошарката. Се трудат со два високобуџетни клуба тоа да го сторат, меѓутоа другите тоа некако тешко го следат. Да, Олимпија Милано е поранешен европски шампион, квалитетен историски. Тренерската промена и шокот со Лука Банки и Скариоло покажува дека таа смена стварно е шок терапија. Лука Банки направи феноменален успех на европското првенство, тоа го препознаа водечките луѓе на Виртус и веднаш го ангажира. Скариоло е моментно без клуб, а е може би еден од најдобрите 3 до 5 тренери во последните 20 години. Месина веќе некако по традиција 3 сезони поред некако почнува славо со 1 до 2 победи во првите 5, 6, 10 надпревари, така почна и сезонава. Дали ќе газдите на Армани, дали ќе тргнат и они по некоја шок терапија, не знам. Премногу е големо името и ликот на Месина, да речам еднакво
сериозно име како еден Желјко Обрадовиќ, да постигнат по неговата глава. Некогаш големи ривали ги играат, голем број од финалињата. Големо името на Месина, туку така за да се смени. Меѓутоа, пред нас е уште многу голем период, одиграни се само 6-7 надпревари, 600 кола мислам дека е одиграно, до 34 кола има уште многу да се одигра. Знаеме дека лани Партизан тргна со 4 победи во првите 13 надпревари, 4-9 имаше скор, а во вториот дел од сезоната тоа е еден квалитет на Желјко Обрадовиќ, да феноменот Обрадовиќ. За кој се потребни денови да се на време да ја сруши формата, за да тамо некаде од февруар, март, април до Final Four оди во нагорна линија и да губи многу ретко. Ќе финишираме емисијата со констатацијата дека NBA лигата станува Европска лига со појавата на Вембањана, со доминацијата на Јокич, со потенцијалот на Дончиче, во вчера повторно 23 поени, 12 скока, со 9 асистенции, триумф на Далас против Шарлот 124-118. Едноставно европјаните владеат со NBA лигата. Така е, меѓутоа има една миграција, ако можам да кажам, европјаните нападнаа Евролигата. Меѓутоа се повеќе NBA играчи кои не може да се снајдат покрај европските играчи во NBA лигата, ги полнат ростерите во Евролигата. Така да Евролигата го подигна својот квалитет, а пак NBA лигата се полни со млади европски таленти, проектирани да успеат, како еден Виктор Вембањама во Сан Антонио. И тоа е добра приметба дека европските играчи стварно веќе носат квалитет, носители се во екипите. Лука Дончич, Јокич, го спомнав Вембањама, има уште неколку играчи во различни клубови кои се сериозни, младиот Јович во Мајами, Вучевич во Чикаго и така натаму и така натаму. NBA лигата го губи сјајот за време на еден нормален дел на надпреварувањето. Регуларниот дел од сезоната. Каде може играчите како Вембањама да вежбаат, да се уигруваат. Да, они, потоа европските играчи стварно вежбаат и напредуваат. Меѓутоа, така наречените амерички звезди прават нешто што порано во минатото не можеше да се види кај еден Меджик, Лери Бирд, Джордан, Мелоун, Патрик Јуинг, Олајџувон. Одмарање, така наречено танкирање. Дури мислам Кајри Ирвинг и уште некои играчи во договорот има на секој 2 до 3 надпревари одиграни да може да паузира 3 до 4 надпревари, што не било можно тоа еден Джордан да го направи. Кој ќе се погледне статистиката на Джордан, 82-83 надпревари. Да, само повреда можело да го спречи. А денеска баш заради тоа ќе седнеш, ќе го чекаш дербито на запад, да речеме Денвер Лейкерс или Денвер Далас во моментот и гледаш дека најдобрите играчи танкираат таа вечер и одмараат. А ти седиш пред телевизорот во 3 часот по полноќ. Или си собирал 30 години не беше. Или си собирал пари за билет, тоа што оно покојниот Коби Брајант го кажуваше, да. Секоја вечер го давам најдоброто од себе затоа што не знаеш дали оно што е во салата и последниот денар, односно долар го дал за да дојде да те гледа. Така е. Горан Крстевски на тема кошарка може да зборуваме со денови, да. 100 месеци. Тука сум. Да, благодариме за учеството ова утро во Македонија Турки и посакаме среќа со U14 селекцијата на Македонија, женска. Благодарам. Дај Боже од дамите да го направите она што го правевте од машките. Па имаме 4 години некој распон на временски распон во кој ќе работиме, па ќе видиме до каде ќе стигнеме таман.